.мк. Утринско еспресо со Златев и Боцевски, редовно издание. Не сме на штрајк. Иако некој не прашува дали сме штрајкувале во пораки на социјалните мрежи, непочитувани слушатели, тука сме единствено имавме утро семејни обврски неодложни кои Поточно јас ги имав, сега да кажеме. Ивица ги имаше, а ја ги искористив да си задоцнам уште повеќе. Да бидам вака експлицитен. Синоќа се потресовме во главниот град на 150 метри од центарот на градот. Ивица се случи убиство. Прво се работи за пресметка веројатно помеѓу наркомафијата, можеби се работи и за нешто друго, ќе проанализираме денес. Секогаш во свет има убиства. Секогаш има вакви случаи каде што има криминал и криминал има сегде, но ова е на 150 метра од плоштад. Па нема да се согласам со тоа дека секаде во свет има, но некаде повеќе. Да. Во Македонија помалку. Значи ако гледаме според оној индекс на број на убиства по број на жители, Македонија е една од побезбедните земји во светот генерално и во Европа. Значи ке нас токму затоа ова шокантно. Насилно убиство, посебно вакво филмско убиство, е реткост. И во центарот на градот. Плюс се случува во центарот на градот. На тоа мораме да доврземе уште една линија, односно станува збор за лица колку што ја дознаваме, кои што се дел од тоа милје на подземниот свет во Македонија и за кои што се претпоставува дека имаат некакви врски со светот на политиката. Не, вака, сега веќе имињата не се тајни во јавноста. Станува збор за Јетон викан Жила и другиот, мислам дека го викаат Лаци на Прекар, мафијашкото име му е, сега да не ги именуваме по име и презиме, не е ни професионално, нели? Да, иако веќе е објавено. Иако веќе е објавено, но сепак ќе ги викаме Лаци и Жила, двајцата затоа што може некој нивни роднина не знае за ова што се случило, па има одредени етички норми кои ние новинарите мораме да ги следиме. Ивица, прво вака. Ајде. Зошто ова убиство е шокантно? Не, прво е шокантно затоа што е убиство, генерално што реков. Во Македонија убиствата се е реткост, тоа не е работа што е. Прво, второ, се наоѓа во самиот центар на градот. Апсолутно. Во Шиша бар, тоа е негде кај Калета му. Па кај Аустријан Палас. Кај Калет. Значи тоа е негде на 100 метри од ој делов на плоштадот што е од оваа страна, како се вика. Тоа е одма значи пешки до владата е 10 минути. Помалку од 10 минути, 5 минути е пешки до владата, само треба да го поминете. Пешачкиот мост ако го поминуваме, ако не е Гоце Делчев, да. Па и по Гоце Делчев. И по Гоце Делчев е 10 минути, така. Толку преблиску е. Значи станува збор за една локација во градот која е навистина блиска до централното градско подрачје, нешто што ние во Скопје досега, Ивица, не сме го гледале. Не сме го гледале одамна. Се ја последно што се сеќам оно убиството на што го направи Аце Боцевски, мојот сопред. Не, добро, имаше пред тоа и Челјо која го убива. И имаше, да. И ја Јети браќава, и сега беше тој еден во Овој како беше Диме Пошторот во Команово, или кај беше тоа? Во македонскиот блок се поретки да бидеме искрени ваквите случаи, но ги има и кај нас. Се одиме понатаму. И ова е кај нас, Липчо. Да, ова е кај нас, ова се наши сограѓани. Жила државјани на Македонија. Жила редовно можешме да го видиме по елитните скопски клубови и ресторани, беше почесен гостин таму, беше еден елитен граѓанин. Значи морам само на слушателите да им објаснам дека Љупчо сега скоро стапи во брак, па беше активен во таа сцена. Претходно, во ноќниот живот скопски. Ја па не ги ни забележувам кој па ја дури забележуваш по стилот на облекување. Ја да речеме, ја го знам од град Жила, сега не го знам таму од некои бирти, ја го знам, сите зборат, ово е Жила, го знам од, ајде да не ги именувам да не им правам негативна или позитивна кампања, но го знам од најелитните клубови во Скопје, каде што случајно сум се нашол, нели на еден или на друг начин, така што овие луѓе беа елитни граѓани. И сега од кога ги убија, сите станаа наркобосови. Иначе пред тоа не им беше на никој од нив ни одземен пасошот. Не, претходно, како ги вика, како ги вела, кој беше на медиумскиот израз,
Контроверзни бизнисмени и така имаме ние сега, кога сме кај правната држава, имаме на лата сме земен пасош од пошто зборел глупости од пред 50 години за фичето, наистина одвратно е тоа што го збореше, но е пред 50 години и веројатно е невистина. Ајде да кажеме на лата сме одземен пасош, да кажем искрено. На лата сме одземен пасошот за креативно прераскажување на сцената од Сечеш ли се Доли Бел. Да, малку се измени, да. Е сега, ау. А овие, пази, овие ниту на еден од нив, ниту на еден од убициве, не има одземен пасош, они се слободни граѓани, сваѓаш, не знам како да ти објаснам. На еден од убиените мислиш? Ниту на еден од убиениве. И сега од кога ги убија сите викаат, на овие се наркобосови. Па и завчера беа наркобосови. Знаеш? Па да, и завчера беа точно, и завчера беа истиве. Работата е што додека нема јасен доказ и пресуда, не може така да ги нарекуваме. А во моментов тие се починати, мислам, нели, за мртвите се најдобро, меѓутоа се ги излегуваат они информации кои што били наталожени. Ајде сега да направиме еден фоторобот на убиството. Во секој случај, независно од тоа, станува збор за двајца граѓани на Македонија убиени буквално 10 минути пешка од владата во еден бар. Искрено во центарот на градот и да биде најтрагично, во туристички дел на градот. Па не само тоа, ја и ти често си седиме таму во ракија бар, во онај, кажи го да во кај Дестан, да не збориме веќе ова, да не знаат. Во еден од генерации. Значи пази, во еден од турист кој доаѓа у Скопје, тоа гледа плоштадов делот и чаршија, тоа му е негово. А тоа е интересно сега. И сега во најтуристичкиот дел се случува убиство, тоа е прво, и второ се случува во старата скопска чаршија нешто. Стара скопска чаршија не сум чул убиство дека има од која живеам овде. Да, одиме понатаму сега. Значи, она што трет човек бил ранет тука, кој што имал една помала рана на левото стапало, а поголема на десната подколеница. Еве сега ќе ви го да го раскажам фотороботот, затоа што утринава се спремав за оваа работа и синоќа доцна во ноќта вртев телефони. Значи, влегуваат 4 или 5, сега не знам колку се, облечени како специјалци, со маскерни, со маски на главата. Со униформи на специјалци? Па личеле, само немале ознаки. Но униформирани биле, во црна униформа. Биле, само немало ознаки на униформата. Влегуваат, па такви и се овие малфи интервентно, така изгледаат. Од прилика, освен што не носат тие, малце го злоупотребиле изгледот на полицијата. Влегуваат во локалот, се качуваат по скалите и одат во мониторинг собата, каде што се камерите. Седнуваат и професионално ги гасат камерите. Од таму влегуваат во самиот објект, каде што седат убиениве, извикуваат рација дека имаш тука тишина, одат, ги убиваат двајцата и никој друг. Еден случајно им се спротиставува, знаеш нели културава каква е кај нас, кој си бе ти, што пре, што пукаш, земаат само, го пукаат во нога 2 пати. 2 пати во нозете стрелаат, значи без намера да го убијат. Стрелаат во нозе, така му ги погодуваат под коленицата и стопалото. Е сега што е работа? Ова покажува дека они имале задача да се убијат тие двајца и никој друг. Овој што случајно тука се спротиставувал, нели, кој им представувал одредена пречка, не го убиле, единствено го, како се вика тоа, го неутрализирале. Значи му рекле, седи, бам-бам. Со порака за сите останати. Со порака за сите останати. Откако се случило се ова, излегуваат од локал, внатре има луѓе, врие луѓе, се качуваат во црно Ауди А6, со него возат кон општина Шуто-Оризари, застануваат на улица Вашингтонска, која нема буквално никаква камера. На таа улица нема. Ни државна, ни од куки, ни приватни. Знаеш, у Тафталиџа, ако го направиле ова, ќе ги виделе за тоа што има и од куки камери, има и улични камери и така натаму. Овде нема ништо, нема ни фирма, ни продавница, ништо на улица Вашингтонска. Таму со бензин ја поливаат колата и ја палат за да ги уништат доказите. Единствениот доказ е непостоечка у систем таблица на колата. Ги вадат маските,
се качуваат во друго возило, дали некој ги зима, дали им стоело таму, не знаеме во овој момент, и им снемува трак на убиците. Значи, буквално, убиваат, одат, ја палат кола, со тоа веројатно уништуваат отпечатоци ДНК и така натаму со палењето на автомобилот и ги снемува. И сега веројатно многу е тешко за истрагата и за обвинителството и за полициските службеници да најдат нели кој е ова. Но начинот на кој е изведено убиството синоќа говори за нешто друго. Говори за професионализам. Ваков професионализам може да имаат само два субјекти. Ова или е држава, наша држава или странска држава, Не може така. или ова е субјект кој соработува со држава. Значи, И да. ангажирани се професионалци. Ова не се мафијаши, ова не се пиштолџи, убиција. Значи не се она малски пиштолџи отишол таму, затоа што така ќе гледавме циркус и многу поише, нула колатерална штета имаме овде. Ова се професионалци. Сега, Ај се одиме Љупчо едно по едно ова што кажа. Прво околу ова дали колку е тешко на полицијата. Види, кога станува збор за вакви структури, не се сомнева и секоја светска полиција, па и нашава. Има информации за тоа кои се сојузници, кои се противници на убиените. Значи тоа го имаат. Врз основа на таа анализа, кои се противници, кои се сојузници, како тече патот на ако е точно тоа дека се од наркосветот, како тече патот на дрогата и уште што е побитно. Како тече патот на текот на парите поврзан со дрогата, тогаш веќе тие имаат некоја индикација. Веќе имаат некоја индикација кој може да стои за ова. Сега, одиме понатаму. Фактот дека се ангажирани, како што велиш ти, професионалци од светот на организираниот криминал, а не малски пиштолџи, укажува на тоа дека станува збор веројатно на некои противници со една голема финансиска моќ и со силни врски. Значи не се некои малски тука джилкоши што би рекле. Имаше вчера еден сарказам на социјалните мрежи, вика ово убиство се десило ради невратена книга во библиотеката. Не во Чаев. Или како беше она околу нели лебот од 33 денари. И што се несолени шеги и не е во ред, знаеш, онака. Сега идеме, не може да е странска држава. Зошто го одбиваш ова? Веднаш. Во старт ти кажам, затоа што пази да влезат, да прошврцуваат опрема за да може да направат вакви работи странци. Мислиш дека не се доволно битни овие луѓе? За тоа да се случи? Да. Знаеш кај? Апсолутно. Значи, не само тоа, туку и види. Пак ти кажам. Вака сега, значи, не е ни ова ако може да ја вратиме малку работа назад. Значи, за тоа дали се битни или се небитни. Да. Не се битни за се вмешува странска држава. Не. А види, и да се вмешала странска држава со сите своји слабости. Во Македонија сега да ти ровари тука немаш. Значи вака, овие луѓе колку и да делуваат, ја вака што сум ги запознал, што сум ги видел, можам да ти кажам дека не делуваат многу вака токму, но нивниот бизнис, нивните активности се сериозна, како да кажам, и конкуренција за многу посериозни картели од нив во Европа, но и сериозна безбедносна политички, како сакате закана. Ние не знаеме кај одат на крај нивните пари и така натаму, а таму се верували или не, милиарди во прашање. Овој што е убиениот не е главниот бос на групата. На групата. Главниот бос е избеган, сега да не му го споменувам името, избеган надворот од државава и живее монденски живот, буквално со месиси, седи по ноќни локали, значи, онака ти кажувам, со Леонел Меси беа искочени заедно во град, до толку е мокен тој човек. До толку има пари, да си го дозволи тоа. Значи, мокен, иначе не е мокен, но тоа не е несериозна работа, знаеш. Сега, добро. Имаше пред неколку месеци по дојава на, како со обично биду во Македонија, по дојава на
на ДЕА, правеа рација полицискиве службеници и обвинителство во Грчец и верували или не најдоа ништо. За после тоа да излезат од обвинителство и да кажат дека им е пробиена акцијата. Кон овие исти луѓе беше насочена акцијата. Сега види, Ивица, знаеш како е? Тоа значи дека овие вакви, такви, никакви имале наплатен список сериозни структури во македонска полиција. Факт е тоа. Сериозни структури во македонско обвинителство. Зошто кога ќе кажеме организиран криминал, тоа се види. Кога кажеме организиран криминал, тоа што го прави криминалот организиран не таа финансиска моќ која што има возможува на нив е ваква интеракција со полицијата, со обвинителството и со државата. И сега видим. Јас доколку станувало збор дека тие загрозуваат некоја странска земја, нашата држава одамна ќе ги неутрализираше не вака. Ќе ги ставеше во затвор. Ќе најдеше зошто. Тоа е едно. Второ, не може на територија на Македонија да оперира странска држава без дозвола од земјава. Ќе ти кажам, зошто не возбуди многу оној маршот на Мара Бунева овдека? Затоа што го дозволи наша полиција. Не, кажуваме, го дозволи наша полиција. Ти си бил во Јужна Америка. Добро. Така. Значи сме слушнале за вакви операции во Европа, знаеме Мосад по Европа што све има правено. Да, ама Мосад види се. Значи, пази се. И види. Не можеш да ми кажеш и тоа во посериозни држави од Македонија. Батали филмови. Прво вака се. Значи батали филмови. Мосад кога ги правил тие операции и атентати, да, кога ги правил тие работи, прво станувало јасно, како се вика она, јасно таргетирање на луѓе што се политички противници од Палестинската ослободителна организација претходно и така натаму. И секоја ваква акција на Мосад била прецизно бирана и изведувана од причини што наштетувала на односите на Израел со таа земја каде што се вршени операции. Тука загрозуваш сериозни канали. Од кај знаеш што се финансира со парите на овие луѓе? Во Латинска Америка, јас сум бил, ја ќе ти кажам, дека слушам глупости, ми зборуваат мои пријатели, дека ДЕА делувала директно во Латинска Америка не е точно. Да, тоа е све со... Тоа се глупости. Значи, секогаш делуваат тамошните власти. Значи, тука да се разбереме. Сега, па добро бе, Ивица, може па и нашава држава ги неутрализира. Не верувам. Гледа дека не може да состави случај. Не може види. Не. Гледа нашава држава дека не може да состави случај преку обвинителство. Гледа дека има сериозно пробушување од нивна страна во системот и вика, слушај, дај да ги решиме и тоа е тоа. Како тоа? И сега каде е тука правна држава, владење на правата? Ама да, ама понекогаш го немаш комодитетот да се дозволиш правната држава, знаеш. Проблемот е што тоа никогаш не се случува, затоа што такви работи прво во устав ти е забрането смртна казна. Како? Мислиш дека не убила никој до сега откога постои нашава држава? Македонија? Да, вака. Не. Па затоа не е држава. Не е така. Не е така. Затоа не е држава. Не е така. Да. Значи не е така. Да не влегуваме во филмови. Што велиш да тоа не е држава. Да не влегуваме во на државата се пресметува со своите непријатели кои што сака нека ти каже. И ја поштојам и демократија и правна држава, ама жити све. Ја ќе докажувам дека овие биле наркодилери. Не, Липчо, види, само ти кажам, нарачка на убиство, дури еве гледаш, дури и во Соединените американски држави, што најмоćна држава на светот кај што има вакви работи, има многу тешка процедура за да се дадат таква нешто. Не иде тоа така како што ние мислиме, знаеш. И како ти кажам, еве, забележувам дека оваа тема посебно инспирира, да речеме, млади нереализирани момчиња. Затоа што, знаеш, за нив е интересно она и пази, и мажи кои што уште во духот животот им е досаден и сонуваа за некоја акција, па сега не знам како се викаше Тони Монтана од Scarface, да мислат дека е некој пример, некој урнек како светот како треба да изгледа нечи живот, нели? Да. Брзи коли, лесни жени, ако сакате да знаете, ако сакате пример за еден добар мафијаш, гледајте го документарецот на Netflix, море веќе сега и игране за Берни Медов.
Тоа е прав криминалец, човек што никад никој не убил, а заработил многу повеќе од сите. Значи, види, пази се, светот на подземјето е светот на подземјето. Тоа е еден таков полусвет. Значи, тоа е едно такво одвратно место за живење. Луѓето што се таму се значи, пази, дури никој од тој свет не сака детето да му биде во тој свет. И за секој од нив е пораз кога детето ќе им заврши во тој свет. Да. Мислам, многу е... Да. Тоа е едно. Второ, точно е, такви сме како луѓе, знаеш, имаме некои ситни пориви. Дрога, проституција, шверци, така натаму. Тие работи филјан луѓе не ги работат. Така. И сега ги работи полусвет. И ова е тоа. И токму заради тоа се некоја држава да тргне засука ракави да се пресметува со нив. Да, ама некоја стои в полусмет станува премногу моќен. Премногу моќен. Извини вака, сега вака да се договориме. Овој Јетон што е убиениот. Добро. Има слики, човече, со било кој политичар ќе ти падне на памет. Види, јас... Тој е еден негов партнер, сега да не го именувам, жив е човекот. Нека си поживее и он. Тој има слика буквално со кој ќе ти текне политичар од држава. Знаеш? Чекай, не прашам, сигурно има слика со Заев. Покрај тоа до тоа ниво имаат и со Јани Макрадули имаат слики. Значи, пази, до Јани Макрадули што го има забораено цела држава, си дома го имаат забораено дека постои, овие си имаат сликано и со Јани Макрадули. Не, да се вратиме на оваа тема, значи станува збор. Со Жерновски. Очигледно е пресметката врзана со светот на, ако е, предпоставуваме се, не сум криминалист, меѓутоа како политолог односи на моќ можам да разберам. Односите на моќ тука се кој контролира патот на дрогата и патот на парите. И се веројатно биле премногу високо во тој свет кога еве ваква група доаѓа која што има вакви способности. Инаку види, Љупчо, да знаеш, често се случува и сега токму заради тоа војна што се случува во Украина ќе биде одвратна. Немој да мислиш дел од луѓето кои што се обучуваат од државите, како што се професионални војници, професионални полицајци. Дел од нив, кога нема да бидат опфатени со добри социјални мерки за тоа како да ја продолжат својата кариера кога се пензионираат, а млади се пензионираат, се предмет на регрутација на вакви групи. Така што, значи, јас ти кажам, тоа е факт. Еве, ќе се согласиме по она што го гледаме, како е изведена целата оваа работа. Ние гледаме дека всушност станува збор за луѓе кои се професионалци што го направиле. А пак ќе ти кажам, сега до толку можам да кажам, сум бил имател на информации како дипломат, како едно друго. Значи верувај, степенот на софистикација на информациите кои што располагаат безбедносните и разузнавачките служби на Македонија е висок за овој свет. Мощно висок. Не можам повеќе да зборам. Токму затоа велам дека како човек кој имал пристап до класифицирани информации, анализира Ивица Боцовски дека нашите служби имаат високи знаења за овие групи. Апсолутно. А добро. И висока пенетрација. Зашто сега не ги уловија никој? Имаат прилично силна соработка со земјите од ЕУ, земјите од НАТО и не само тоа. Ама зашто не ги улапсија до сега? Овие луѓе 6 години се вака сега. Морам, сега ќе бидам скопски, улично ќе ти кажам, пошто јас сум израснат, нели, во Кавадарци, сум живеел во Кавадарци, ама во Скопје кога сум дојден, мене дом ми била со години, не да сега дом ми била улица, тоа е. Она глупа, но редовно сум се движел, сум шетал, значи ги знам сите. Лева му е болница, десна му е гробница, тие финти. Добро. Значи сум го прошол градов, сакам да ти кажам, убаво и убаво го познам. Ако е така. Добро. Во време на Сашо Мјалков, кој беше директор на Агенција за национална безбедност, мојот крвен непријател, медиумски. Ај сега. Значи, не, човек со кој што ја полемизирам јавно. Вам едностранно е тоа се. Добро, ама ја му објавувам работи кои не сака да му бидат објавени. Па имав нели инциденти така натаму на страна тоа да го тргнеме. У време на Сашо овие дечки беа никој ништо. Па сега види се тоа е. Од кога? Ај сега тук тоа бара посебна анализа. Значи се види. Дај да видам колку е сат. Чекај, 15 за 9 на 7 март наутро
Љупчо Златев после години и години кажува нешто позитивно за Сашо Мијалков. Значи, тоа е прва. Ова да го Овие беа никој и ништо. Ајде. Значи да се разбере. Во последните 6 години, од кога системски еродира нашата служба, од кога системски еродира нашето Министерство за внатрешни работи, од кога нивни кадри, нивни другари се инсталираат на позиции таму, овие луѓе се фактор у градов. Биди, светот на подземјето, светот на криминалот, се мораме да бидеме искрени, имаше своја роља и во превратот, што се случи во 2017 година, Веројатно. и претходно во шарената револуција беше дел од шуто и рогато. Да. Мораме ова да го кажеме. И процутот, значи, овие групи се раскрилија во моментите која Зоран Заев стана премиер, факт е тоа, и дека исто така го видовме нивното делување и за време на оние фамозни избори од 2020 година, па и референдумот, кога, види, само вакви групи може да обезбедат нелогични работи од типот на гласање за секунда и пол на референдум. Да. Значи, пази се, значи, Тука тоа се не го спорам. согласувам. Тоа не го спорам. Епа, Тоа не го знаеш, спорам. иззема Ајде овие... да продолжиме. Дека овие структури во полицијата кои што се високо софистицирани продолжуваат да ги следат овие работи, продолжуваат. Дека Дали имаат дозвола, дали имаат тоа е, налог над да нив го има прават нешто што тоа? се вика раководство. Се тоа раководство тоа раководство одлучува на вака или на дека. Понатаму слушај, исто ова што го збориш за Деја, немој да мислиш сега дека знаеш ли кој е прв македонски полицаец обучуван од Деја? И кога било тоа? Кој? Кон крајот на 80-тите во Југославија. Апсолутно, да. И знаеш кој е? Не. Радникот. Сега, Значи радникот е човек кој што има тука има митови вака, така Ама не сега кажеме, Деја е полициска структура која што е формирана во Америка со една цел да го следи овој пат. Понатаму, кога кажеш зошто не го фаќаат, значи понекогаш нема докази. Нема јасни докази. Друг пат што се случува? Ова не е работа што ја кажувам ја, што е нешто тајно. Ова е работа во учебници има. Значи, понекогаш, кога ќе се влезе во тој свет, така, не сакаш да го фатиш оне на улица што е, Ти сакаш да го фатиш главно? и тој не сакаш да го фатиш, него сакаш да го расветлиш тој целиот ланец како се управува со текот на дрогата и каде завршува текот на парите. Зашто пази, исто како да речеме, куќа која правиш, немаш пари, бараш кредит и тоа го финансираш. Така? Да. Кога треба да пренесеш, не знам, тони дрога од едно од друго место, не можеш баш да влезеш сега во Ситибенк и да речеш, види, јас сега дрога јавам нешто да пренесам, дайте ми кредит, не иде тоа така. Значи Да. мора тоа да го кредитира некој друг, така. На некаков начин. На некаков начин. Може па сега, Ситибенк мене ќе ми даде пари, па ја целта на ќе овие дам. полиции, Деја, Меја, Да. да друго, е да влезат во тоа, да можат да го осветлат тој целиот дел И да да видат дојдат- кај завршуваат на крај големите точно, пари. Не само тоа, и на крајот, што е најбитно, од кога ќе го осветлат, кога ќе има докази, кога ќе има операција, да се обезглави целата таа работа, така. Така што знаеш, а од една страна, од втора страна како и за се во светов. Не може, види, не може луѓе од Македонија да се наоѓаат во врвот на ова што го пишавме сега. Они се само некои локални изданци. За локални изданци ниту една држава нема да губи. Не разбираш. Работа е, сега не знаеме локални ве изданци колку мог земале. А сега што вика за на крајот на краиштата, види, секоја таква, знаеш, монденска дискотека и коцкарница и така натаму, таму се движат овие луѓе, сакаат да го покажат, нели, богатството дека едно не се друго, селјачи дека што од и така натаму. И се Меси што бил таму, Меси се бил таму се, што да правим, и тој се забавува во дискотека, претпоставам. Да. И ја и ти кога сме биле помлади сме иделе таму. Нема заедно на маса седеа сега, знаеш, она е... Се па појма нема што се случило и како се случило, кој кај седел, Малце. батали ги тие митови, знаеш. Да, бе, знаеш со сториње на Facebook. што ти кажа, па митови, И тоа па ја го ритуали, видов, па, ние го објавивме тој наркобосот, ексклузивно кај нас на lider.mk, ја го видов кај Меси снима стори од дискотекава и го гледам од позади. И прави фоторобот со 5 души у Скопје кои стварно го знаат. И да, он е, па после човекот ти си потврди, само негираше дека бил тоа, он бил поштен бизнисмен. Се бавил со технички прегледи. Чудна работа. Ивица, одиме со краток блок на реклами, по кој се враќаме во Еспресо со Златев и Боцевски, да го анализираме организираниот криминал во градов. Имаше уште еден случај вчера кој остана не споменат. Се враќаме назад во Еспресо со Златев и Боцевски, почитувани слушатели. Ивица, вчера имаше
уште една работа која исто така повторно ја потресе јавноста во Скопје. Имено едно момче од Ново Лисиче е киднапирано и никој не знае каде е, и момчето му е внук на Љубе Бошковски. Она што ние можеме само да направиме е да апелираме што и да се случило, сите оние што имаат информации да ги проследат до полицијата и до семејството. Дел ме контактира вчера да ми дале одредена информација кој бил како бил. Им кажав дека треба полиција да се обратат. А полицијата повели дека никој ништо не им кажал од тие што го пријавиле, дека не им кажале во што се сомневаат, што мислат и така натаму. Така што не знам што е ситуацијата. Значи, ние останува јас и ти само да ги повикаме сите, значи сите информации што ги имаат пред се во полиција да ги достават. Семејството е онака вознемирено во моментов. Единствена адреса која што може да дојде до детали околу ова, младо момче, да се надеваме дека се е во ред. Овако, дај Боже, се работава да заврши денеска, како што треба. Слушатели, имавме намера со Ивица да разговараме за овој 5 мартовскиот марш за 8 март кој го организираше СДСМ, но за жал не стигнавме во таа работа. Не стигнавме и за една друга работа, да ја прашаме кога министр за надворешни работи Бојар Османи ќе оди во Србско, Егејска Македонија, да го посети архимандритот цар књаз, кој што бил нападнат и чие што возило било вандализирано. Да. Значи, очекувам сега по случајот исто како во неколку скорешни случаи како што реагираше министерството, да реагира за оваа работа, зашто станува збор за загрозување на правата на... Може и авион да му пуштиме на цар. Апсолутно. Зашто апсолутно. да не? И да биде грозотијата поголема, станува збор за 80 годишен старец. Кој лично го познавам случај. Да. Не? И институционалниот одговор на Македонија фали. Сега види, без разлика на сите работи што се случуваат, Македонија и Грција се потписници на Европската конвенција за човекови права, станува збор за лице кое што тамо е иницијатор за формирање на депанданс, како да го наречеме, за гранка на Македонската православна црква, лице кое што има јасно македонско самосознание и е предмет очигледно на наследство од страна на определени структури во Грција. Имаме полемики и по социјалните мрежи во однос нели со убиството. Гледам и тука слушателите, граѓаните се вклучиле за ова вчера и се размотруваат многу теории. Да, Билјана вели, наша слушателка, најосновната информација би била чиви интереси загрозиле овие луѓе. Зашо? Апсолутно, па тоа го зборуваме, нели? Ние во Скопје не гледаме некој... Не, и сега има, види, и она како беше она од римското право, кој боно, на кому му од корист. Значи, се, ако... значи, има тука и една друга димензија која се разгледува, затоа што на вистина овие луѓе беа блиски со Дуи. Другата димензија која се разгледува Боцевски е дали можеби станува збор за пресметка внатрешна во Дуи. Овие огнени пошто знаеме дека таа политичка партија порано беше полутерористичка организација, па стана партија. Сега малци има сменето форма, тероризмот го има заменето со нешто друго. Кога ги кажеш така, го знаеш, оно вика што е терорист за едните, за другите е борец за слобода. Пази сега, да бидеме внимателни тука во... Добро, јас сум македонец, за мене е терорист. Сега нека ми простат, но терористи беа. Исто како што секој во Велика Британија секогаш ќе ви каже дека ИРА е терористичка организација. Не секој. Секој мејнстрим што се бави. Не е секој. На BBC ќе ви кажат дека е терористичка. Добра, ама не секој во Велика Британија. Во Северна Ирска, бога ми, не само што не е секој, туку... Па добро, кој не секој во Македонија, те тоа нема да ви кажат дека е терористичка организација. Значи треба... Но, мојата национална државна позиција е дека она УЧК е терористичка организација,
таму врска со слобода нема и тоа е мојата црвена линија и секогаш ќе биде. Добро. Точно. Не лична, тоа е црвената линија, тоа е националната црвена линија доколку ова беше држава. Затоа што не е држава, тоа не е национална црвена линија на нашата земја. Значи у Северна Ирска не мислат така, но националната црвена линија на британците е дека ИРА е терористичка организација. Во Шпанија не мислат сите така, но националната црвена линија е дека ЕТА е терористичка организација. Но во моментов политичкото крило на таа терористичка организација сега во моментов е најголема партија во Северна Ирска и во Република Добро, станува збор за Sinn Féin, која е британската верзија на ДУИ, со една единствена разлика, што Sinn Féin нема ниту еден министер во британската влада, за разлика од ДУИ кој ги има сите во Македонија, и Sinn Féin што не ги ни прифаќа мандатите затоа што не ја признава државата, ние гледаме ДУИ не само што ги прифаќа мандатите, туку сака буквално да вработи што е можно се повеќе и сегде. Во Северна Ирска тие средовно го даваат или првиот подпредседател или председателот на владата, така што. Добро, но во Северна Ирска. И целта не има ли Британија и власт во Британија? Небитно да се вратиме назад на темава. Паралелите не се баш во ДУИ внатре во македонскиот Sinn Féin има замисли го Али Ахмети како Гери Адамс. Не можам да го замислам затоа што нема паралели тука. Не затоа што Гери Адамс е огромен интелектуалец. Ја поради тоа не можам да го. Не е само тоа. И Гери Адамс као млад носел униформа, а не. Не носел униформа Гери Адамс никогаш. Него работата и никогаш не е утврдено дали тој навистина бил дел од воениот совет на ИРА се претпоставува. Не бе јаве. Па ни ја и ти не сме биле, меѓутоа се претпоставува дека бил Гери Адамс, не само тоа, доскоро на BBC не му го дава ни гласот во оригинал. Туку имаше некој што го прекажува со тежок ирски акцент. До таму одеше сега зборуваме. До договорот од добриот петок. Меѓутоа, како и секој судир кога завршува на крајот има нели договор политички, кој што меѓу другото возможува крај на судирот, тоа се случи кај нас во 2001 година. Види, по мене, ако сега знам дека многумина бараат и таква врска, бараат врска со ДУИ. Гледам и како ја бараат врската, демек ова е порака, во истиот ден изет меѓути се разрешува и ова се случува, демек има тука нека паралела. Има една друга работа, дека овие луѓе се блиски со ДУИ, се блиски со ДУИ. Можеме да ги видиме на многу фотографии заедно со сите битни функционери на ДУИ така натаму. А и Стево Пендаровски е близок да. Да, и со Стево си имаат слика. Да. А види во кампања све се случува, се да не бидеме тука малку престроги кон Стево Пендаровски, ама ајде. Добро. Со Оливер Спасовски си имаат у кафана на маса слика, но тоа баш не е во кафана, знаеш. Да, не е во кампања. Оливер има малку повеќе што да објасни. Веројатно ќе објасни. Да, како што објасни за сега така и за. Јас тука нема тука да гледам, еве. Тука нема да гледам. Не, едноставно ќе оставам, има кој да се занимава со тоа, јас не се занимавам со тоа. Со тие врски што наводно се ајде, па во ДУИ меѓусебна пресметка една друга, ајде да оставиме за тоа да занимаваат тие што и до сега занимаваат и ништо не ниту расветлиле, ниту објасниле. Значи не, ова сега ти ги кажувам теориите на чаршијата. Ама види, ај нека остане тоа во чаршијата, тие што знаат се нели едно друго информирани се двама од таму. Ја политиката поинаку разгледам. Ја мислам дека е едноставно дека има еден судир. Во ДУИ тој судир е околу тоа кој ќе го наследи столчето на Али Ахмети во структурата на ДУИ и дека еден Гери Адамс. Да. Не е така, че се Гери Адамс се повлече од политиката, го наследија две жени, една во Република Ирска, една во Северна Ирска. Па еве му совет и на Али Ахмети кого да постави за свој наследник. Ниту другата нема врска со времето на проблемите и времето на ИРА, туку напротив се членки, ако можам така да кажам, влезени по трансформацијата. Ја еве на Али Ахмети му ја предлагам да го замени, жена исто така, треба да не е вмешана во воените конфликти. Тута Арифи за жал политички и Ермира Мехмети некако ги снема, еве ја му ја предлагам на Али Ахмети Катерина Колозова. Значи, како иден, затоа што ги гледам ја гледам какви ставови застапува и она мислам дека зошто не Ермира Мехмети? Не, Катерина Колозова ми е
подобар наследник. Не, јас мислам дека македонското општество на Али Ахмети, затоа што сега ќе ти кажам зашто. Затоа што судејќи по нејзините ставови, таа може да биде клучниот линк помеѓу военото и цивилното крило на ДУИ, помеѓу командантите, затоа што такви ставови има, она може да биде баш она цврстиот линк која ќе обедини таа партија. Ај се да бидеме сериозни, пак ќе кажам зошто не Ермира Мехмети. Колку што разбрав сега работи како нотар, не сме чуле ниту една коруптивна афера. Мислам дека Артан Груби е изгорен со бомбите. Ама не, види, без разлика. Тоа е без разлика. Теоријата. Јас мислам дека таа го нема кажано последниот збор во политиката и дека се уште е интересна личност од аспект на тоа дека кога беше активна во политиката, видовме дека умее да нијансира, артикулира, да пружа стави, зашто да не? Ова што кажуваш е шега, мислам тоа првото. Ајде, да се разбереме. Меѓутоа, второво, зашто да не? Суштината е кој ќе наследи Али Ахмети. И очигледно дека еден огромен дел од структурата на ДУИ, предводен од Изет Меджити, смета дека... сега зашто ова да не се прелее на улицата и да не има пукање поред? Па како се? Ама не, да ствари да се прелее, нема да се прелее вака професионално. Тоа е едно, ама и второ, како ти кажам сега, точно е во политиката се многу високи страстите, меѓутоа, еве гледаме сега, не експлодираше на толку, има нели едно време од Шаир, едниве во едно школо, други во некоја сала на 100 метри едни од други, па немаше никакви чудеси, како да кажам. А што доколку едно од фракциите на ДУИ не активирала државата за да се пресмета со друга? Не, се на крајот на криштата и тоа не можам тоа да го замислам сега дека се една од фракциите приоѓа кај Оливер Спасовски вика ајде ќе го убива. Почитувани слушатели, ние се обидуваме да бидеме креативни ово утро. Мислам намерно го кажа Оливер Спасовски затоа што најсериозно делува структурава на СДСМ. Доколку вие имате некаква теорија за она што се случило и што се случува со ова убиство, ве молам коментирајте на нашиот Facebook профил во нашиот лайвстрим, затоа што нели... Инаку види, кога излегуваат вакви работи, зашто ќе има брифирање во јавноста, од разноразни кругови кои што ги следат овие работи, полициски, разузнавачки, едно друго, и тука треба граѓаните да имаат едноставен начин на анализа на работите. Колку ви делува тоа нешто што изгледа како брифинг, по-здодевен, млитав, по-блуткав, толку е по-вистинит. Колку ви делува по-жежок, по-интересен, по-експлозивен, врска нема. Тоа е вака едно... Да, инаку истава, само заборавивме да го напоменеме, во Александар Палас беше пукано на истите овие луѓе. Тогаш преживеа, случајно преживеа затоа што биле присутни вистински полицајци внатре и кога влегли овие исто во сценарио го направиле, тие отвориле стари пресметки од мафијашки оган, но што е интересно, таа пресметка во Александар Палас, исто елитна локација во Скопје, се случи во 2019 година и до ден денес не се откриени кои се тие кои влегоа. Тоа е сериозниот проблем. Тогаш беше обид за убиство, тогаш имаше ранети за вие се сметаше дека се на врвот на тој свет на дрогата или една од фракциите? На врвот е тој што е у Шпанија. Ама овие се неговата оператива овде, овој што го убија, тој другиот не е, второ убија. Жила тој Лаци не е. Веројатно некој негов човек е, не е нели некој од босовите. Има уште еден дечко, сега да не го споменувам тука, да не јадам метак, нели, кој исто така добро познат и на јавност и на службите, кои заедно со него ги водат друго операции. Едноставно после ова ќе се утврди како ќе се консолидира тој пазар, ако можеме да го наречем. Невидливата рака на црниот пазар. Кој ќе се истопори на врвот и дали, ако е точно дека ги контролира тој човек што е во Шпанија, ако тој остане, тоа значи дека овие се одметнале.
Ако тој не остане, стане некој друг, еве гледаме на пример кој од прилика влегол во цела оваа работа или пак некои два клана се степале, трети искористил, Господ знае. Звари не Господ може знае. има дека Знае е одмазда, има и една теорија дека е одмазда за убиството на браќата Ајети, тоа се арачиновци. Но во меѓувреме мора да кажеме дека арачиновци многу паднаа во мафијашкиот свет. Значи тоа ти е као навистина од број 1 мафија кои беа се до доаѓањето на СДСМ на власт, а победи СДСМ во Арачиново, многу интересно. Арачиновци навистина тука има материјал за дискусија, знаеш. Арачиновци од број 1 во овој подземен свет навистина паднаа надолу благодарение на оваа група кој ги презема. Требаше Ѓурче да си го викнеме Сабајлева тук. Ги уништуваше, дали може би станува збор за повратак Џедаја, не може да знаеме, но не може. Тој што види, пак ќе ти кажам. Значи во исто има друга теорија дека се работи за лице од Чаир. Инаку кој Жило Убиениов е од Чаир, иако е дел од грчевската група, значи таму географијата не игра пресудна нели улога. Има и друга теза дека станува збор за некој од Чаир. Исто во убиство се поврзува и пред некој месец тој Камбер што беше убиен во Бутел. Тој пак беше во 2019 заедно со овој Жила кој е убиен сега во Александар Палас. Значи има тука некоја системска пресметка која трае подолго. Многу е професионално изведено. Постојано трае тоа во тој свет. Таму ретко има консолидација, знаеш. Па слично и во новинарскиот свет, само ние се офираме, не користиме методи. Не, ама не е друго, знаеш, во светот на обичниот пазар, нели? И таму е постојано, таму и тој свет е во постојано движење, знаеш. Ако гледаме се најсоциолошки. И овдека станува збор за проблеми околу тоа кој го контролира пазарот и текот на парите. Исто како во секој бизнис, само што овој бизнис е, да речеме, нерегулиран. Еве, тука ја имаш таа невидливата рака во целиот свој дел, така што види, ја во анализите само ќе се мене само ме интересира тој момент, односно моментот дека по превратот што се случи 2017 година постои еден раскрилување на светот на криминалот. Мене само ме интересира со враќањето на демократијата оваа работа да се потисне и да се фрли на маргините на општеството. И малку да се намали со овие фотографии. Политичари што ги прават, да. Треба малце да пазат со малку да се внимава, сликат. да. Јас знам дека им требаат кеш пари на политичарите пред избори, а многу е тешко легален бизнисмен кеш пара да ви обезбеди. А овие можат да ви обезбедат кеш пара, затоа што кеш име бизнисот, но внимавајте, но види, си имате работа не знам, со ѓаволот. Уште во трета година или во втора година, кога беше, кажи го, од Гете Фауст. Добро. Да. Сега, значи, кога сте во школа, книгите што треба да се прочитаат, да се читаат. Да, читајте. Значи, таму си пишува што се случува кога ме продадеш душата на ѓаволот, така? Чита, има и Балзак добри лекции на темата. Апсолутно. Меѓутоа има и Достоевски прилично квалитетни анализи на оваа тема. Може да, еве сега читајте исто сериозна внатрешна психичка дебата. И современата историја, што му се случи на Нориега во Панама. Нориега од човек на една моќна сила лежеше затвор во таа моќна сила 20 години, па потоа се у Франција лежи затвор. Значи сакам да кажам лошо завршуваат сите овие приказни, лошо завршуваат секогаш, кој си ја понекогаш некој ми разговаравме, знаеш, со пријатели и као нели се зборуваат лоши зборови за, не знам, најлошо било да бидеш жена, нели, која се проституира. И ја викам, има нешто полошо, што? Па единствен со полош морален кодекс од жена која се проституира, нели, сега модерно сексуална работничка, е машко и убива. Затоа што доколку си спремен за пари да убиеш, доколку тоа е далеку по-срамота од, нели, да имаш сексуален однос за пари. Ти стварно немаш никаков човек, како да кажам, кон својот род човечки, никаков однос немаш.
Така што пиштолџиите, ваквите криминалци, тоа е проблемот, ги направија да не бидат херои во општеството. Јас затоа викам, во најелитните клубови во Скопје овие луѓе ги имаа најубавите маси, со нив беа за мене не, ама за нив атрактивните девојки тие со силикони, ботокси, филери, такви. Значи, овие луѓе беа елитата на Скопје. И тоа која елита бе? Власта, ама не, види. Ај сега, која елита на Скопје? Значи, Ај, вака се, која елита на Скопје? Вака се, може да ти кажам, доколку седнеме во елитен клуб, интермецо, ја и ти. Ама чекај се. Сега пример ти зошто би седнуеле? Па ја не би седнуел и тоа баги време, но еве доколку отидеме вечер се. Тоа е као еден од најелитните клубови во Скопје. Да. Нас на маса ќе ни припарат 7, 8, 10 пристојни луѓе. Ќе си само да кажам дека тој клуб го држи еден мој драг пријател од школски клуб. Поздрав до него. Да. Не може човекот да ја бира клиентелата, што да прави? Не може да ги вратиш. И му посакуваме да му биде успешен бизнис. Ако ги вратиш ќе ти ја запалат кафаната. Но идеме ја и ти, ќе ни дојдат 7, 8, 10 пристојни луѓе, ќе си направиме муабет и така натаму ќе се запознаеме. Како вие ќе отидат сите. Од директори на јавни предпријатија до министри. Ти не знаеш, јас сум сведочел на сцена. Директор на една... Мислиш на оваа власт? На оваа власт. Директор на една... Не, и општо бизнес секторот е. Да не го именувам, глупаво е. Не сум ја од оние рекла, казала сега да го офирам човекот, но као пример ќе го демонстрирам, затоа што своји очи сум го видел. На овие вакви им се умилкуваше директор на една од најмокните телевизии во Македонија. Сега да не го именувам кој, пред мои очи. И ја го гледам тоа. Знаеш, и викам, добро, знаеш, како е можно, бе, човек, ти си, ти го креираш мислењето на јавноста, ти треба да бидеш разум на јавноста, ти на овој пристапуваш кон него као да е Господ. Зошто? Ради тоа што шмркаш навечер. Ради тоа овој ти е големина, си помисли во себе, нормално, не му кажав. Но ова е стандардот, за жал. За жал, овие луѓе пенетрираа во високите кругови до ниво да стигнат до Стево Пендаровски, човече. Да се сликаат со Стево Пендаровски. Ете задача за новата власт. И не е во кампања. Еве задача за новата власт, која ќе се врати демократијата во Македонија повторно. Ивица, да завршуваме? Па мислам да завршуваме. Види, оваа тема имавме друга сосема идеја. Утре ќе ја тераме, не ја кажуваме. Ќе тераме утре и ќе тераме со гостин. Абе, во моментов имаме проблем, гостинот не е во државата, тој не е добриот што го мислевме, ама ќе најдеме. Ќе најдеме гостин. Почитувани слушатели, останете со 107,4, уживајте во прекрасниот сончев ден во главниот град на Македонија. Се надевам сите вие кои не следите од другите градови дека и кај вас се вака убаво и сончево. Ја и Ивица сега завршуваме, затоа што турско кафе ни го нема операторот за подготовка. Морам да кажам дека дечки од техника многу лошо го имаат направено. Че морам да ги критикувам јавно, но барем се потрудиле, ама на ништо не личи кафето, но Ивица ќе се истопориме негде сега на сонцево да се напиеме едно еспресо како луѓе. Се гледа дека дечкиве девојка треба подитно да фатат. Да, ја ваква вода од повеќе ќе се потрудат околу девојка, па ќе научат. Да не кажам поточно расизаме, ова е вода од костен као да пиеш, не знам, ја ужас. Но, почитувани слушатели, најбитно од се во животот е да се трудите. Затоа што оние кои се трудат секогаш успеваат. Потешкиот пат е секогаш подобар. Полесниот пат е криминал, корупција, проституција и на крај секогаш завршувате во бездна доколку го одберете. Доколку одберете да бидете луѓе кои навистина ќе се трудат, можеби еднаш ќе го промашите кафето. Можеби секогаш ќе го промашувате кафето, но ќе бидете добри луѓе кои на крај ќе успеат само затоа што се труделе. Трудот е она што не прави луѓе, а заобиколувањето на трудот и фаќањето на полесниот пат е една од најниските морални норми. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски и нема да ви кажеме кој од нив го припремаше кафето.